Утре ќе се знае кои се проекти ќе добијат зелено светло за финансирање од програмата за регионален рамномерен развој. Оваа година значително се зголемени парите за намалување на диспаритетите меѓу урбаните и руралните средини, информира од Бирото за регионален рамномерен развој, за која програма аплицира и планските региони, но и општините од југоистокот. На 4 април е закажено. Вице-премиерот Анџушев води со тоа национална комисија. Комисијата веќе ги евалуира сите проекти што се доставени преку бирото и се ценети сите проекти, влегуваат сите проекти што конкретно кај што су денеска кај југоисточниот плански регион. И се надевам до крајот на месецот, пошто има и друга постапка и друг филтер после националниот совет, значи се оди на одлука на влада, после излегување на службен весник, тек тогаш имам право да потпишам договори со сите центри. Уште едно да објаснувам во врска со мерките за села и специфични, значи ова година одивме еден чекор напред. Годинава за развој на регионите и руралните средини преку програмата за регионален рамномерен развој обезбедени се околу 7 милиони евра, се со цел да се развијат понеразвиените подрачја во државата. Да бидам искрен и отворен, според законот за регионален рамномерен развој, 1% од GDP-то треба да бидат токму за намена на регионалниот рамномерен развој. Меѓутоа, од сето ова лошо што се соочуваме ние како институција, значи оваа влада, почнувајќи од лани, па и се надеваме и идната година, значи се зголемен буџетот на 50% од претходната година. Значи, ако лани сме имале 3 милиони и 500 евра, оваа година имаме 7 милиони евра. Со тренд да се зголеми на 50% и идната година, што подразбира дека идната година очекуваме да бидат околу 14 милиони евра токму за ова намена. Многу е важно и другото, тоа што го спомнавте вие, значи целта не е тој диспаритет или тоа ниво или степен на развиеност на регионите, значи да го намалиме. Преку Бирото за регионален развој општините може да аплицираат за развој на селата, но и за подобрување на условите за живот во руралните средини.